Мина тие редовни 15 академски минути, што го обичаено во вакви и во други и никакви прилики, нели? Ги вообичаено ги користиме. Ви благодарам што дојдовте. Денес знаете дека има на филозофска трибина 24, тоест единственото македонско специализирано филозофско списание на македонски јазик во моментов, што го издава Филозофското друштво на Македонија. Тоа има долга историја. Првиот број е накратко, нели, колку да дадам шлагворд веднаш да не ја префрлам топката на Сузи, на нашата колешка Сузи Тенева. Првиот број има излезено 78 година. Јас сум имал 9 години, тогаш не се сеќавам. Веројатно има и помлади од него тука. И со променлива среќа во зависност од расположбата на политичките, културните, образовните авторитети, до 97 година излегуваат 13 броја. За волја на вистината, тогаш тоа згаснува, меѓутоа, меѓувреме, издавачката куќа Азбуки иницира едно друго списание, Филозофија, кое исто така, мислам, ви е познато, кое што излегува во континуитет до 2015 година, мислам, и продуцира 35 броја. Во тој период Филозофија, по сеопшти консултации и волја на издавачот, му е предадено, нели, за маркицата за печатање на Филозофскиот факултет, односно тоа станува нашето списание кое што излегува на англиски јазик. Во тој период, нели, кога се соочивме со ситуација да немаме списание кое што ги излегува на македонски јазик, Филозофското друштво на Македонија повторно го иницира и го реактивира ова списание кое што сега денес го промовираме и кое од 2013 година, кога излегува 14-тиот број до денес, нели, 24-тиот број, во континуитет излегува. Се разбира со мали турбуленции, имајќи ги предвид дека не бевме секогаш на милост, нели, на државата, односно на Министерството за култура. Имаше 2 години во кои што не добивме подкрепа и во тој период некако успеавме со своји средства и со преку други проекти да спродуцираме уште 2-3 броја. Ете толку за околу историјата. Денес, нели, собрани сме да слушнеме нешто повеќе за последниот број, кој што излезе кон крајот на годината, кој што исто така како и претходниот број беше поддржан од Министерството за култура во програмата за 2018 година. Промотор на денешниот број е колешката Сузи Тенева и таа сите нас ќе не упати, нели вас и нас, во содржините на бројот и веројатно ќе го убеди зошто треба овој број да го имате на овој или онај начин. Оној начин, ако не е овој, е денешната промотивна цена 100 денари за списанието. Благодарам, повели Сузи. Благодарам. Причината за денешната средба е промоција на списанието Филозофска трибина, како што знаете. Филозофите сакаат да гледаат секогаш позади видливото, да слушаат позади чујното, што ке рече да прашуваат за прапричините, за прапринципите. Па во таа насока, ако причина за денешната средба е промоција на списанието Филозофска трибина, тогаш јас би рекла во една послободна, нели, смисла, прапричината за денешната наша средба е филозофијата. Филозофијата не е само за филозофите, таа е за сите. Таа има една универзална димензија, но вечерва, значи, нема да говорам општо, ќе се навратам на предметот на вечерашната промоција на списанието Филозофска трибина, кој го издава Филозофското друштво на Македонија. Ова е 41 година, број 24,
тема на овој број е филозофијата и мирот. Најголемиот дел од текстовите кои што се овде објавени се текстови од Светскиот ден на филозофијата. Тематот е составен од 15 авторски текстови, преглед на филозофските настани во 2018 година, осврт кон филозофскиот филмски фестивал и имаме приказ на 24-тиот Светски филозофски конгрес. Накусо ќе ги презентирам главните идеи на авторите во нивните текстови, а ќе одам по истиот редослед по кој што се објавени во списанието, да не се пропуштени или некој. Првиот текст е на професорот Мирко Ѓошевски и е насловен Мирот и злото. За мирот, според професорот, може да се говори како состојба меѓу учесници во некој отворен или прикриен судир, и втората определба се однесува на мирот како душевна состојба кај луѓето. Професорот дава и поимна определба на поимот мир. Според него, значи, првата определба е што мирот е основна човекова вредност, исто така тој е кондицио sine qua non за сите човечки вредности. Второ, со поимот мир се опфаќа и една активна заложба за негово воспоставување, тоа е миротворството, како што професорот го нарекува. И трето, мирот е еден од највисоките човечки идеали кон кои и човекот и човештвото треба да се стремат. Доколку се појави желба да се воспостават мирот и злото во некаков однос, веднаш се увидува нивната инкомпатибилност и тие се заедно исклучувачки поими, значи тие се противречни, прво во логичка смисла, потоа во реална и исто така и во логичка смисла. Професорот го предложува миротворството како начин за борба против злото и при тоа се прикажани неколку облици во зависност од видот на конфликтот и на злото, значи неколку облици на миротворство. За да се оствари мирот и да се отфрли злото, професорот предлага, значи, филозофијата, науката, институциите и образованието заедно да учествуваат во миротворството и како процес и како состојба. Вториот текст е на Радомир Виденовиќ, тој е насловен Вечен или можен мир. Кога ќе се спомене синтагмата вечен мир, барем филозофите, нели, веднаш добиваат асоциација на Кантовото дело Вечен мир, Zum ewigen Frieden или Вечниот мир е објавен првото издание 1795, второто издание една година подоцна 1796 година. Токму ова дело и идејата за вечниот мир се фокусот на овој текст на Виденовиќ. И тука би сакала сега да направам едно појаснување во однос на синтагмата вечен мир, што таа подразбира првично кај Кант, нели изворно. Кај него таа нема религиозно значење, туку подразбира состојба на траен мир, се извинувам, благосостојба и отсуство на војни и конфликти. Виденовиќ прецизно го изложува Кантовото учење и на почетокот веднаш ни укажува на поделбата на ова дело. Ова дело е поделено главно на два дела. Во првиот дел Кант ги лоцира причините за војните и за конфликтите, а во вториот дел тој предлага како да бидат надминати, бидејќи според Кант мирот треба да се создаде и тој не е статус натурали, значи тој не е природна состојба на човекот. Тој тука дава и предлог кој е најдобро уредување. Според него републиканскиот систем е најсоодветно државно уредување. Тоа е едниот услов кој треба да биде остварен и вториот дел се однесува на почитување на меѓународните односи, кои односи треба да бидат устроени на закони кои ќе одат во прилог на општото добро. И тука ќе цитирам
еден завршетокот е ова на Виденовиќ, значи како тој го заокружува својот текст, тој вели, цитирам: Кант предвидува и во тогаш не толку развиена ситуација дека развиениот пазар и трговија може да придонесат за мир и стабилност. Затворен цитат. Значи, накусо тоа е околу текстот на Виденовиќ. Третиот текст е текст на Бранка Минчева-Коцевска, насловен «Филозофските и етичките подготовки за создавањето на концепцијата за траен мир». Во овој текст Минчева-Коцевска започнува со тезата дека современата наука и филозофија ја доведуваат во прашање релевантноста на концепцијата за автономноста и на војната и на мирот, и дека овие категории се аксиолошки фундирани. Мирот не е само отсуство на војна, нели, туку тој е отсуство на било какво насилство, и тој мир е наречен позитивен мир. Позитивниот мир во себе ги содржи идеалите на правда, слобода, соработка, толеранција, почитување, самоконтрола. Таа идеја за траен мир, смета авторката, првпат е артикулирана кај Кант во неговото дело Вечен мир, и мирот не е само прогрес кој што се случува во човештвото, туку во него учествува и придонесот на културата. Трите столба врз кои што се гради вечниот мир кај Кант се напредниот граѓански устав, Федерацијата на слободни држави кои што се обединети во сојуз на мирот, и трето и многу важно, општо применливото меѓународно гостопринство. Остварувањето на трајниот мир е можно само преку моралното дејствување и преку должноста, и само во таквата состојба на мир, констатира авторката, поединецот ќе може да ги оствари своите потенцијали. Четвртиот текст е насловен «Значењето и идеите на европските миротворни конференции во 19. век» и е на Славчо Ковиловски. Во текстот авторот прави една ретроспектива на мировните конференции и конгреси во Европа во 19. век, значи започнувајќи со Виенскиот конгрес од 1814 до 1815, конгресите во Ахен, во Тропау, сега да не ги набројам сите, во Париз и во Лондон и така натаму. Значи, идејата, смета тој, на европските земји била дека тие на тој начин ќе обезбедат и мир и благосостојба, и дека на тој начин ќе се зачува државниот интегритет и воопшто и територијалниот интегритет на државите. И вели авторот понатаму, значи цитирам: Самиот факт што тие постоеле, се мисли на миротворните конференции, оди во прилог на тезата дека за прв пат во човечката историја за мирот почнало да се размислува како посебен концепт, како за принцип за решавање на конфликтите без употреба на оружје, затворен цитат. И во овој период, конкретно во втората половина на 19. век, голем дел од филозофите, социолозите и историчарите мирот го поврзуваат со економијата и индустријата, што е логично, нели, во овој 19. век. Наредниот текст е насловен «Политичките аспекти на Дејтонскиот мировен договор, незавршен мир» на Маја Стојанова. Овој текст е направен осврт на Дејтонскиот мировен договор како обид да се реши проблемот, односно војниот конфликт кој што траел подолго во Босна и Херцеговина, и според авторката овој договор е обид за компромис меѓу трите етикуми во Босна. Авторката дава анализа на тоа каква била состојбата пред тој договор и после тој договор, меѓутоа нејзината констатација дека не успеале да се сменат сите негативни феномени во државата, но сепак тој направил известни подобрувања во одредени сегменти во општествениот живот. Автор на наредниот текст е колегата Бошко Караджов. Текстот е насловен Попаровиот парадокс на толеранцијата и анархопацифистичката филозофија. Анархопацифизмот се развива во рамките на пацифистичките идеологии и во нив анархопацифистите веруваат во силата на ненасилната борба, односно отфрлање на насилството
како начин на решавање на конфликтите, на проблемите. Овие идеи започнуваат уште од Хенрих Дејвид Торо преку Толстој. Тука се наметнува и едно прашање за толеранцијата, имено Караджов, разгледувајќи ја аксиолошката природа на толеранцијата, укажува дека таа, толеранцијата, во својата природа е парадоксална, бидејќи во одредени моменти или периоди преминува во трпење и во овој контекст ја разгледува и позицијата на Попер во однос на толеранцијата. И тој смета дека моралната должност на толеранцијата завршува кога другата страна ќе почне да чини насилни акти. Ова е слично со Фихтовото учење. Например, Фихте вели, мојата слобода треба да завршува онаму каде што ја ограничува туѓата слобода. Ова точка на конфронтирање во самата природа на толеранцијата, Караджов ја објаснува детално и темелно, но тука само јас накусо нешто кажав околу овој проблем. Ако толеранцијата е неограничена, би можело да се случи, смета авторот, толерантните да исчезнат под притисок на толерантните, на нетолерантните, се извинувам, и затоа толеранцијата треба да се намали. Наредниот текст е текст на Коста Милков и е насловен Критички осврт кон книгата Во одбрана на војната од Најджел Бигар. Иако звучи контраверзно, Бигар во ова свое дело изложува теза дека војната понекогаш е оправдана и легитимна. Бигар спори со одредени пацифистички идеи и мислители, притоа наведувајќи анализа на конкретни војни, судири и конфликти, кога тие се оправдани, дали за да се спречи поголема војна или поголемо зло, или поради други, како што смета тој, значи Бигар, оправдани причини. Тој оправдува војната, дури во одреден дел во својата книга говори за праведна војна. Коста Милков прави темелна и прецизна анализа на делото на Бигар, но она што Милков смета дека е недостаток на ова дело е дека Бигар не дава недвосмислени аргументи со кои ќе ја оправда војната и со кои што ќе го докаже нејзиниот легитимитет. Сега се префрламе на малку поразлични текстови од теолошки аспект. Овде имаме неколку текста. Во својот текст насловен Мирот во делата на христијанските писатели од 4 век, Виктор Недески говори за сваќањата на раните христијански мислители, односно отците на црквата, меѓу кои Свети Василije Велики, Свети Јован Златоуст, Свети Григори Богослов, Свети Исидор Пелусиот. Отците на црквата ја нагласуваат неопходноста од внатрешниот мир и кај нив внатрешниот мир е фокусот и на духовниот живот. Свети Јован Златоуст говори за мирот како опонент на војната и тој разликува три вида на војни, значи војна кога еден народ е нападнат од непријател од надвор, војна помеѓу самите себе, или тоа би било еквивалент на граѓанските војни, и третиот вид војна или борби, кои што се најтешки, тоа се борбите со самите себе. Свети Григори Ниски смета дека миротворец е оној кој му обезбедува мир на секој друг. Јас сега ги кажувам вака овие фрагментарно, овие искази на некои од светителите, така се наведени кај Виктор Недески, за да може тој на крај да го заклучи своето тврдење дека херменевтичкиот пристап на светите отци кон книгите на Светото писмо ја прават оваа тема неодминлива во христијанскиот светоглед, па така мирот по себе не е ниту добар, ниту лош, туку тој е условен од целта и од неговата подлабока внатрешна смисла. Текстот на колешката Верица Костова е насловен Мир на сите, свештениот возглас, тоа е свештениот возглас кон верниот народ, и во него таа започнува со констатацијата дека на светите богослужби мирот е честопати споменуван. И она што е, значи, најважно од тој теолошки, богословски аспект е мирот,
Според нејза, внатрешниот немир се манифестира како анксиозност, нетрпеливост, загриженост и затоа е многу важно неговото стекнување. За стекнување на внатрешниот мир, Костова смета дека е најсоодветно проучувањето на светоотечките учења. Исто така во незиниот текст се изложени доста мисли од светите старци или отците на православната црква, Свети Никодим Светогорец, Ава Макари, Старец Пајси Светогорец и така натаму. Но злото има една поширока димензија, смета авторката, таа се манифестира како војна и за неја е чудно што во овој 21 век човекот и покрај сите технички и технолошки достигнувања е незадоволен со мирот и наоѓа начини како да го оттргне од секојдневниот живот и да најде некаква смисла во војните. Наредниот текст е насловен Толстоевиот манифест на христијанскиот пацифизам, осврт кон делото Царството Божјо е во вас на Филип Трајковски. Предмет на анализа е Толстоевото дело Царството Божјо е во вас. Ова дело е филозофско-религиски трактат составен од 21 поглавје и во него Толстој ја фундира идејата за ненасилен отпор. Тука Толстој цитира различни автори од Ориген, Тертулијан, дури предмет на негова анализа е и Христовото учење за беседата на гората. Но нагласува Трајковски дека ова учење на Толстој не е во согласно со учењето на црквата, туку тоа е негово толкување или негово Толстоево учење. Во ова свое учење Толстој особено инсистира на разумот како врвна вредност. Она што Толстој особено жестоко го критикува во ова свое дело е бюрократскиот милитаризам и исто така како и анархопацифистите, тој го предложува ненасилниот отпор како дел од решенијата. Што се подразбира под тој ненасилен отпор е изложено во истоименото дело на Толстој. Овие ставови слободно може да се квалификуваат како пацифистички, вели авторот, така и завршува. Дали може немирниот човек да изгради мирно човештво е текст на Росано Чолаков. Овој текст започнува со статистички податоци и тука, вели авторот, во изминатите 3400 години пишана историја, колку што имаме документирано, само 268 години луѓето живеат во мир, значи тоа се 8% од пишаната историја. Од друга страна пак, за него е контрадикторно, многу е пишувано за мирот и благосостојбата, направени се безброј договори, конференции, собири, но пишувано е многу, но постигнато е малку. И покрај на бројните напредоци на полето на науката, културата, медицината, смета авторот, човековата природа по својата суштина останува далеку од мирот и човештвото глобално останува исто така надвор е далеко од мирот и е постојано во некакви состојби на внатрешни конфликти, локални, глобални и така натаму. Затоа тој предлага првично дека е потребно да се постигне внатрешниот мир, за да се постигне и тој надворешен мир. Наредниот текст за кој што ќе говорам е текстот на Марија Тодоровска и е насловен Апофатичките елементи во латинскиот Асклепи. Во овој текст на почетокот се изложени неколку сваќања околу значењето на херметизмот. Предмет на анализа на овој текст е латинскиот превод на Асклепи, бидејќи старогрчкиот се смета дека е изгубен, во кој божествениот Хермес Трисмегистос разговара со неговиот ученик Асклепи. Ерудитивноста, прецизноста и комплексната аргументација на Тодоровска се извинува, се присутни во целиот текст. Во овој диалог се говори не само за трансцендентноста,
туку и за иманентноста на божественото, за природата на Бог и за уреденоста на светот. Авторката во него ги нагласува апофатичките елементи како атрибути преку кои може да се спознае Божјото, но делумно, нели? Ова е една темелна и богата анализа на истоимениот диалог кој што ја прави Тодоровска. Текстот на Еначел Сидис гласи: идеите за безсмртноста на човековата душа кај Свети Аврелий Августин и кај Свети Тома Аквински. Во него се започнува со аргументите на Свети Августин за безсмртноста на човековата душа, кои се всушност Августиновите три докази за безсмртноста на човековата душа, и Августин за нив говори во различни своји дела, во De Trinitate, Солилокви, за безсмртноста на душата, и потоа ги изложува 5 аргументи на Свети Тома Аквински за безсмртноста на душата, авторката, нели? Попрецизната анализа која е направена на ставовите на овие двајца филозофи и христијански мислители и паралелата меѓу нивните учења, укажувајќи на различностите, авторката заклучува дека овие мислители се согласуваат околу генералните идеи и кои што се безсмртноста на душата и смртта на животот на човекот после смртта, и дека човекот се реализира само со Бога. На крајот на текстот се заклучува дека придонесот на овие автори е значен и во 21. век. Стефан Марковски е автор на предпоследниот текст од овие 15, насловен, значи текстот е насловен Филтерот на постмодерното возвишено или една нова реунификација на науките и филозофијата на уметноста. Текстот на Марковски започнува со кратко објаснување на Кантовото поимање на убавото и на возвишеното, потоа дава едно кратко објаснување на Лиотеровото сваќање на возвишеното. При анализата тој главно се фокусира на постмодернистичките идеи и сваќања. При анализата на овие сваќања тој вели, цитирам: постмодерната филозофија и уметност се чинат особено лесни мети за напаѓање, а она што треба да им се признае е токму несомнениот придонес во еволуцијата на уметноста, и тоа особено на начин на кој основачите на овој проблем можеби најмалку го одрекувале, а тоа е како полифункционален филтер на идеи. Затворен цитат. Последниот текст е текст од средношколскиот форум на Александра Танасовска и е насловен Liberty Balance, правото на силата или силата на правото, и е награден како најдобар средношколски текст за ова нешто понатаму. Овде се тематизира, значи во овој текст се тематизира концептот на позитивната и негативната слобода низ призма на филмот Човекот кој го застрела Liberty Balance. Тука се прават одредени паралели и анализи и на крајот се заклучува дека физичката слобода е безкорисна, доколку човекот е без потребно знаење, вештини и средства, и дека човекот е роб на општествениот систем. Текстот, ова е всушност еден приказ на професорот Дејан Донев, насловен Културната разноликост во толкувањата на биоетиката на Фриц Јар, е прилог кон монографијата насловена Биоетиката на Фриц Јар, глобален дискурс. Во оваа монографија се застапени текстови од 30 автори на 18 јазици и се третира биоетиката како современа дисциплина и незиниот автор Нели Фриц Јар, кој е всушност е автор на кованицата Биоетика и идејата биоетиката да биде валоризирана како легитимна современа филозофска дисциплина. Ова што се однесува до текстовите, значи ова се текстовите кои што се наоѓаат во филозофска трибина, и сега јас би сакала да кажам, значи вториот дел од списанието би сакала нешто околу тој дел да кажам. Председателот на филозофското друштво Љупчо Митковски дава преглед на филозофските настани во 2018 година, значи периодот од април до октомври,
2018 година изобилуваше со филозофски настани. На 4 април се случи 6-та студентска конференција на тема идентитетот на човекот, потоа 8-миот филозофски филмски фестивал, предавањата во рамките на ЦИПУС мрежата и 4-тиот меѓународен филозофски диалог Исток-Запад, кој што се одржа во Скопје, Охрид и Битола. Со професори имавме професори од Русија, Канада, Хрватска, Србија и така натаму, уште неколку. Македонија, Грција и Албанија. Македонија, Грција и Албанија, така. Ана Дишлиевска-Митова направи темелен и исцрпен осврт кон 8-миот филозофски филмски фестивал. Во 2018 година филозофскиот филмски фестивал имаше своето второ интернационално издание, а новост во рамките на овој филмски фестивал беше воведувањето на едукативна програма за деца преку филозофијата. Фестивалот се одржа во Скопје, значи главно во кинотеката на Република Македонија. Проекции, работилници имаше низ повеќе градови во државата, а 18 години во 18 гимназии, се извинувам, присуствува или беа дел од учесниците вклучени во едукативната програма. Во однос на филмовите имавме и краткометражни, долгометражни филмови, вкупно 36. Дел од нив беа наградени, значи имавме награди од стручно жури, имавме и награди од публика. Филмскиот, она што би сакала да го потенцирам е што нашиот филмски филозофски фестивал беше присутен на светската конференција за филм филозофија, кој се одржа на Универзитетот во Гетеборг од 3 до 5 јули. За комплексноста на програмата, за детален извештај околу бројките, настаните, локациите, може да се погледне освртот на колешката Ана Дишлиевска-Митова. И за крај имаме уште еден така доста значаен настан на филозофски план, и тоа на глобално ниво. Професорката Ана Димишковска присуствуваше на 24-тиот светски филозофски конгрес како делегат и подпредседател, исто така на Филозофското друштво на Македонија. Овој филозофски конгрес го се одржа во Пекинг, во Кина, од 13 до 20 август, а генералната тема на конгресот била Learning to be Human. Една од главните одлики, значи на конгресот било остварување на интеркултурна комуникација на филозофски план, и она што би сакала да го потенцирам е дека на овој светски филозофски конгрес имавме учество на два наши труда, едниот на професорката Ана Димишковска, а другиот на колешката Душица Ѓокиќ. Тоа би било вака, значи во филозофската трибина има исцрпно, темелно и детално и за светскиот филозофски конгрес, и за светскиот и за филмскиот фестивал. Тоа би било и околу текстовите, околу извештаите. Сметам дека тука можам да го заокружам тематот, филозофската трибина, и уште сосема кратко, значи едно мое видување што би можело да се заклучи од досега кажаното за сето ова. Прво, дека филозофијата и мирот се меѓусебно поврзани. Второ, може да се говори за различни видови мир. Мирот како физичка состојба, мирот како душевна или духовна состојба. И трето, мирот како индивидуална и како колективна присутност или отсутност. Значи, тоа е една многу комплексна тема. Но јас сметам дека мирот е суштински поврзан со слободата. Во тој контекст сакам да заклучам со зборовите на еден голем филозоф, Јохан Готлиб Фихте, чишто зборови може да придонесат во постигнување и на личниот и на колективниот мир. Тој едноставно вели: не прави ништо спротивно на сопствената совест, тогаш човек, сметам, ќе биде во мир и со себе и со другите. Ви благодарам за вниманието. Благодарам на колешката Тенева за ова исцрпно промовирање на 24-тото издание на Филозофска трибина. Мислам дека фрли
доволно светлина и доволно јадици за навлекување на нашата љубопитност, на вашата љубопитност за содржините на оваа трибина. Полека привршуваме. Уште еднаш ви благодарам на сите на присуството. Можеме да продолжиме да се дружиме овде или веројатно долу и се гледаме во некоја наредна прилика. Мислам дека наредниот месец ќе имаме, сигурен сум, не мислам, промоција на еден нов зборник кој што во меѓу време излезе за душата, но еве тоа нека остане за понатаму. Благодарам уште.